Темите на разговор помеѓу граѓаните се најчесто тесно поврзани со временските прилики или неприлики. Доказ за тоа се изминативе денови кога главна тема на информирање во медиумите се снежните врнежи, исправувањето на градоначалниците со снежната покривка. По се изгледа, сите заборавија на загадувањето на воздухот, кое и понатаму ни го оневозможува дишењето на чист воздух. Наспроти, верувањата и очекувањата дека снегот ќе ги исчисти нечистотиите пред само 2 дена, според апликацијата AirVisual, која го следи загадувањето на светско ниво, Скопје е на високото 9-то место. Главниот причинител за загадениот воздух, според истражувањата на експертите, покажува дека се домакинствата кои се греат на дрва и издувните гасови од автомобилите. Токму затоа, градските власти веќе подолго време се обидуваат преку субвенции за набавка на печки на пелети, инвертер клими, велосипеди, електрични тротинети, како и за чистење на оджаци, да ги стимулираат граѓаните да го сменат начинот на затоплување на домовите, но и стилот на живот, со тоа што ќе користат велосипед во замена за автомобил. Сепак, ограничениот временски период во кој мораше да бидат купени предметите што се субвенционирани, па дури потоа со приложување на фискална сметка да добијат парични средства, по се изгледа, делуваат демотивирачки кај дел од граѓаните. За таа цел, градот Скопје одлучи да не го ограничува временскиот период во кој може да се аплицира за субвенции. Имено, според програмата за животна средина, повиците за субвенционирање ќе се распишуваат на почетокот на годината и ќе важат се додека не се потрошат парите за таа намена. За разлика од тоа, досега граѓаните мораа да приложат доказ дека предметите што се субвенционираат ги купиле само во периодот од кога биле распишани повиците за добивање финансиска поддршка. Ова е една од новините што ја предвидуваат градските власти за годинава, кога одлучија најголем дел од средствата наменети за екологија да ги поделат како финансиска помош за граѓаните. На овој начин, сметаат од град Скопје, ќе им се овозможи на граѓаните полесно да дојдат до средствата што им се потребни, а истовремено ќе набават предмети со кои ќе придонесат за подобрување на условите во животната средина.